немаме нова основица на платата, значи она што е наш приоритет во сите разговори сега во моментот кој што ги имаме и со постојните инвеститори кои што прошируваат капацитети и со новите инвеститори кои што не се присутни во државата, ги гледаме структурите. И на вработените ги гледаме нивоата на платите кои што ги даваат. Нормално, не вадиме просек од највисоката и најниската, нас не интересира колку реално се даваат плати на луѓето кои што спаѓаат во категорија, да кажеме, на пониско платени работни места во самите компании. Например, ги гледаме групите на вработени кои што примаат до 2 просечни месечни плати. Мене навистина не ме интересира колку зима менаџерот во компанијата, кој што вообичаено и странец. Мене ме интересира колку зимаат луѓето кои што навистина работите, навистина живеат од таа работа. Не се врзуваме со која е почетната плата. Мене ме интересира која е просечната плата, тоа е број 1, и број 2 како платата ќе се движи во наредните години. Што е многу важно. Дали платата ќе расте со стапка на инфлација, што не е доволна, или платата ќе расте со засилена динамика, што е нешто што можеме го поттикнеме дополнително. Реков, нема да даваме веќе грантови за работни места, само за отварање на работно место. Грантовите за работни места треба да се искористат за да се поттикне дополнително растот на платите.